Со нови садници се збогатува и разубавува централниот дел од коритото на Отиња во Штип. Градоначалникот Иван Јорданов вели дека коритото на Отиња е зелениот лик на градот и мора да биде максимално уреден. Во пресред на пролета, заедно со јавното комунално предпријатие ИСАР, се започнати активности за одржување на постоечкото зеленило, за засадување на нови садници. Денес се врши посадување на стотина садници. Исто така се работи и во населбите 8 ноември, во населбата Баби, за тековно одржување на постоечките зелени површини и паркови. Исто така по однос на проектот за уредување на коритото на река Отиња, сакам да нагласам, да истакнам дека е извршено комплетно осветлување на коритото на река Отиња. Поставени се повеќе од 170 канделабри кои што веќе се ставени во употреба. Од јавното предпријатие ИСАР потенцираа дека новите садници одлично ќе се вклопат во амбиентот, кој секоја година во Отиња се надополнува. Денес привршуваме со засадување на 250 садници долж самото корито на реката Отиње. Во исто време работиме и во паркот во населбата 8 ноември, каде исто така инсталираме подземен систем за наводнување. Во текот на наредната недела ќе се засадат повеќе од 60 садници и како трета фаза на овие активности ќе преминеме во населбата Баби, каде во паркот исто така ќе направиме засадување на нови садници. Во моментот во реката Отиње се засадуваат зимзелени садници од врстата Уреа Нана. Во паркот во 8 ноември идејата на јавното предпријатие е да се засадат повеќе видови на листопадни садници, бидејќи не само да извршиме разубавување на самата населба и на самиот парк, туку и едукативно да влијаеме на граѓаните и на помалите генерации за запознавање и третирање на самите видови на дрвја. Финансискиот износ на проектите се во 3 фази, бидејќи едната фаза е поставување на подземниот систем за наводнување кој чини некаде околу 500.000 денари, додека садниците се 250.000 денари. Од оваа сезона, јавното предпријатие ИСАР го реши проблемот со наводнување на сите украсни и дрворасни растенија, со замена на досегашниот со подземен систем поради големите оштетувања. За инсталирање на нови системи за наводнување, моментално се наоѓаме во коритото на река Отиња. Овде во изминатите неколку недели се работеше на поставување на нов систем за подземен систем за наводнување. Во следна фаза, она кое што е наша цел е да се практично овозможат премини под мостовите кај гимназијата Славчо Стојменски и мостот кај црквата Свети Никола, за да можеме да имаме една целина за сите пешаци кои што пешачат рекреираат во самото корито на река Отиња. Уредувањето на коритото на Отиња ќе се одвива во март и април, а од ИСАР велат дека ќе се искористи и последниот ден за збогатување на зеленилото.